Со месеци и години не лажат, а сега не сакаат ниту да не примат за да ја слушнат нашата мака. Раководството на фабриката и власта изгледа нас целосно не отпишаа. Обвинија денеска пензионерите како и работниците кои неодамна заминаа како технолошки вишок од загубарот Еврокомпозит. Својот револт и гнев тие денеска го изразија пред Прилепската локална самоуправа, барајќи ургенција и помош од градоначалникот, откако во понеделникот 2 часа безуспешно протестираа пред владата и кога никој не се одважил да ги прими и да ги сослуша. Велат дека се чувствуваат крајно навредени и понижени, заради што и се закануваат со радикализирање на протестите. Во понеделникот бевне во Скопје. Бевне 2 автобуси, негде 100 души. Бевне од 11 до 4 сато пред владава. Ниеден не се јави да излези, да не удостои, да кажи баравне средба или со премиерот, или со вице-премиерот, Кочо Анџуш. Не дојде ниеден да каже зафатен е, има работа, тука е, не е тука. Појдовни се вративне така. Не знам која е играва ним. Нека кажа, не ви го решаваме, нечиме, не можеме. И се заврши приказката. Моментално тие 150 души се неотпишани и не знаеме кој крај да го фајчаме. Значи, ние едноставно не постоиме во оваа држава. Во моментов, како што појаснуваат самите, најбитно им било да им се исплатат барем придонесите за изминатите 6 години, кои вкупно изнесувале околу 1 милион евра, а додека за неисплатените плати и отпремнините можело да се договараат во од. Бараме прво и најосновно се придонесите. Придонесите се неплатени 6,5 години. И придонесите саканичи владава, бидејќи владава клава директори, значи 100% државно, знаете сите дека Еврокомпозит е 100% државно, значи мора да го реши владава. По едночасовниот протест пред локалната самоуправа, тројца представници на штрајкувачите беа примени од секретарот на локалната самоуправа, бидејќи градоначалникот бил на пат. Таа им ветила дека в петок ќе го информирала градоначалникот, пошто ќе се знаело што и како понатаму со овие луѓе.